Последни вести денеска, добро вечер. Гаши ја вратил на доработка иницијативата на СДСМ и на Левица за анкетна за Кочани. Власта пак поднесе иницијатива за проширена комисија и за модуларната и за несреките на Дурмотурс и Беса Транс. СДСМ обвинува дека власта ја минира анкетната за Кочани. Ивана Стојановска. Спикерот Гаши ја врати иницијативата на СДСМ и Левица за формирање анкетна комисија за трагедијата во Кочани на доработка, бидејќи не била поднесена согласно деловничките одредби. СДСМ и Левица барале во 15 члената анкетна комисија, 9 пратеници да бидат од опозицијата, а 6 од владеачкото мнозинство, што според собранискиот спикер е неделовнички. Тој им остави рок од 15 дена да ја доработат иницијативата и повторно да ја достават до собранието. Од СДСМ велат дека во рокот ќе ја коригираат, но сметаат дека одлуката на Гаши е само обид да се одолговлекува постапката. Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ се плашат од вистината за Кочани, па затоа се измислуваат некакви деловнички изговори. Гаши им купи 2 недели на Мицкоски и ДПМНЕ, но треба да знае дека нема бегање од вистината и од правдата. СДСМ ќе ги искористи сите законски и деловнички механизми и повторно ќе поднесеме нова иницијатива. Нема да дозволиме да успее обидот на власта по секоја цена да го спречи формирањето ниту пак работата на анкетната комисија за Кочани, се наведува во соопштението на СДСМ. Во меѓувреме пак владеачкото мнозинство достави нова иницијатива за проширена анкетна комисија, која освен за Кочани би расправала и за случаите Дурмотурс, Беса Транс и модуларната во Тетово, подпишана од 75 народни избраници. Од ВМРО ДПМНЕ вреди и знам бараат сите виновници да бидат изнесени пред лицето на правдата и да се утврдат околностите за постапувањето на институциите во сите 4 случаи. Дури оние случаи за кои што можеби има судска разрешница, едноставно сите виновници не се изведени пред лицето на правдата, а нема никаков институционален виновник за тоа што се случи. Не можам да прифатам дека на крај испаднаа виновни КБО-от, 2 директори, 1 доктор, а некој распишал јавна набавка без при тоа да внесе таму некаков критериум на противпожарна заштита на пациентите. Комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Иницијативата на владеачкото мнозинство според најавите ќе се најде на дневен ред на следната пленарна седница, а со оглед на бројот на подпишани пратеници, известно е дека ќе ја добие потребната поддршка. Според предлог одлуката, ваквата анкетна комисија би имала 15 члена, од кои 7 од ВМРО ДПМНЕ, по 2 пратеника од СДСМ, Европскиот фронт и Вреди и по 1 од Знам и Левица, а со неа би раководел пратеник од опозицијските редови. Двајцата инспектори од УЈП остануваат во куќен притвор. Судот во Кочани ја одби жалбата на обвинителството за затворскиот притвор за осомничените инспектори од најновата истрага поврзана со пропустите околу дискотеката Пулс. Останатите 9 осомничени се со определени мерки за предпазливост. Даночните инспектори се осомничени дека земале подкуп и му давале информации на синот на газдата на дискотеката Пулс за ненајавени контроли. Тетовската полиција попладнево пронашла тело на 42 годишен маж од Тетово, кој синоќа бил пријавен за исчезнат од страна на неговата сопруга. Излегол од дома околу 18 часот и не се јавувал на телефон. Безживотното тело на 42 годишниот маж од Тетово било најдено попладнево во возило Ауди Купет со тетовски таблици, паркирано во атарот на селото Нераште. На стаклото од возилото имало дупка од куршум, а на телото видливи траги од крв во пределот на главата, информира од СВР Тетово. Судот во Страсбур отворил постапка по жалбата на поранешната министерка Гордана Јанкуловска за случајот Тенк, за да оцени дали во овој предмет постојат сериозни индиции за можни прекршувања на правото за фер судење. Еден од клучните аспекти е користењето на прислушуваните разговори како доказ. Нејзиниот адвокат и сопруг Владко Илиевски очекува судот во Страсбур да утврди повреда на членот 6 од конвенцијата, што ќе овозможи
повторување на постапката пред македонските судови и рехабилитација на Јанкуловска и соодветна одговорност на, како што изјави, актерите, не само судовите, туку и обвинителите од СЈ. Премиерот Мицкоски изјави дека подолго време укажувале на судски случаи во кои што се кршеле човековите права. Забележав дека во соопштението јасно стои дека има забелешки на процесот, начинот на судењето и отварат предмет да го разгледаат тој процес, да го преразгледаат, нарушување на човекови права и така натаму. За жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбур поради ваквите малкумина судии, ке повторам, кои што за жал го контаминираат нашето судство и малкумина обвинители кои што за жал го контаминираат нашето обвинителство. Повторно дојави за лажни бомби пристигнале из утрината околу 9 часот во 2 приватни училишта и во музеј во Скопје. Полицијата истражува кој е испраќачот на овие дојави. Веднаш се преземени соодветни мерки и активности, извршени се потребните проверки и утврдено е дека се работи за лажни пријави. Од страна на секторот за компјутерски криминал во содејство со секторот за тероризам, а преку секторот за меѓународна полициска соработка се преземаат мерки, односно се врши истрага во однос на тоа кој е сопственик на електронската пошта, односно од каде се испраќани лажните дојави за бомби. Амар Мециновиќ, вечерван на Кавга со Иван. 23 часот тука на Канал 5 и за половина час на YouTube. Пријатна вечер.